Ако порикthehemi në studio dhe në fakt pikërisht do flasim mbi temën për cilën tashmë paralajmëruam, do fokusohemi pak më shumë tek studentët, tek jeta studentore. Ata tash janë në semestrin veror, po ja afrohemi kështu fundit ngadalë në fakt të semestrit veror, por gjithsesi jeta studentore vazhdon deri në qershor. E madje për shumë prej tyre edhe më shumë gjatë verës kur janë edhe ato afatet shtesë për dëmprovime. Me mua në studio është Angela Vasilevska, vjen nga Parlamenti Studentor i studentëve në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodija, është vetë kryetare e këtij parlamenti. Angela, dobrodoјде и фала ти за времето. Добро ве најдов, фала ви на поканата. Ние ќе зборуваме малку повеќе за студентите и на цели овие многу теми кои што зборуваме за покачени цени, за све тоа, ве забораваме вас, да кажам вака, па затоа денеска да се фокусираме малку повеќе. Кажи ми првично како е да бидеш студент во Северна Македонија во 2026-та? Па да се биде студент е мал предизвик, но сепак има и доста можности, заради тоа што секако секаде во секое време имаме предизвици со кои што нели треба да се стремиме да поднесеме иницијативи и да се избориме со тие предизвици, но сепак сметам дека тука се и можностите кои што се од бизнес сферата, односно економија 5.0 како што сега е развиена и односно ќе се развие во Македонија. Сега мислам дека сме уште на 4.0 застанати, но ќе се развие и дава многу можности за интердисциплинарни градење на односи помеѓу студентите од различни факултети. Директно ни зборуваш за соработки и така натаму, ние ги зборуваме за малку повеќе и за парламентот и све тоа, но би сакала првично да знам дали ти живееш тука со твојата фамилија или пак сама, бидејќи знам дека многу студенти ни доаѓаат и од другите градови за да живеат тука во Скопје. Па вака јас сум од Кавадарци, така да живеам сама овде. И со цимерка или во каде живееш, за да знаеме? Само живеам во стан. Во стан. Кажи ми колку е предизвик првично да се живее сама, па потоа економскиот дел. Па вака, бидејќи мајка ми работи во Скопје, така да не сум целата недела сама. Половично сама, половично ја имам низината помош, но сепак е поголем предизвик беше поготово во прва година кога дојдов овде и беше малку почудно, похаотично, дури да научиме да го усовршиме рецептите од преживувачки мод до нели совршени рецепти и нели да се стајдеме со врските додека имаме обврски на факултет, но сепак мислам дека тоа е едно големо искуство кое што се спремаш за понатаму во животот, што побрзо се навикнеме сами да живееме, побрзо некако стануваме возрастни, се превралуваме во тој свет и поуспешни сме некако. Кажи ми дали исто слично или пак исто искуство и на другите колеги или колешки со кои зборувавте и работите секој ден? Па видете, искуствата секако не можат да бидат баш исти, но сепак ни се слични, заради тоа што сите сме свесни дека со осамостојувањето, односно нели уште неколку обврски на нашата агенда кои што претходно ни помагале нашите родители во тоа, се сепак малку потешко, но еден голем чекор за нас каде што се префрламе веќе во вистинскиот свет. Тоа е убавиот момент, пошто навистина тоа е малку проблематично во првата година, ама после тоа мислам дека студентите кои се научени да живеат сами има малку проблем да се вратат во нивните домови, можеби со голема фамилија и така натаму, бидејќи приватноста е интересна. Да, тоа заборавив да ја кажам, едната поголема позитивна страна, тоа е дека нели приватноста е поголема, сепак веќе сме сами може да правиме што сакаме, но сепак не мислам дека има проблем да се вратат да живеат заедно барем на викенди, нели додека во текот на студиите секако 4 години се во Скопје, заради тоа што сепак овде е таа поврзаност, ни фалат родителите, ни фали семејството, така да и семејните денови и деновите кои што ги изминуваме сами, каде што сами се сногиме со обврските, се еднакво добри. Кажи ми, дали студентите во Северна Македонија имаат баш тоа студентски живот кој што се вика и пак кој што го гледаме по филмови или пак во други европски држави каде што студентите навистина единствено можеби мака име да ги завршат испитите. И вие моментално сте на испит на недела, така да дали навистина тоа се чувствува? Па вака,
Да се биде студент, сметам дека во било која држава е едно од најубавите поглавја во животот, заради тоа што овде созреваме и преминуваме од таа фаза на тинејџери во возрастни, каде што навистина го градиме нашиот карактер. Сега баш како во холивудските филмови не е баш така, малку потешко и малку повеќе предизвици има, но сепак тоа е на крајот на овој филм, односно на ова поглавје во животот, сметам дека баш тие предизвици нас ќе ни помогнат како сме се бореле за да ги решиме, како сме поставували иницијативи, како сме се соочувале со нив на уште првиот пат. Сметам дека тие баш ќе ни го изградат карактерот и ќе не подготват за да бидеме спремни возрастни личности за понатаму во животот. Дали студентите кај нас мора да работат, да земат барем нивна плата секој месец за да може да опстануваат или сами да живеат или пак со други? Па вака, зависно. Има голем дел кои што мора да работат, но има голем дел кои што не мора да работат. Тоа зависи од домашната финансиска помош која што ја добиваат студентите од своето семејство. Сепак имаме доста студенти кои што им е потребно да работат, дали part-time или full-time работа, повеќето part-time заради тоа што не се стигнува со факултет, се со цел да си ги исполнат тие финансиски трошоци кои што ги имаат околу факултетот и сите ставки кои што се поврзани со него. Секако имаме ние тука помош од социјалните стипендии кои што ја земаат социјалната група на студенти и сметам дека тоа е од помош исто и студентскиот субвенциониран оброк кој што не е толку многу голем, сепак целиме да го накачиме моментално и ќе го накачиме оваа година. Сепак е некоја мала помош, но би можеле со иницијативи да се трудиме за натаму наредните генерации малку полесно да им биде. Ние ќе се навратиме на оброкот и на другите видови на стипендии кои што се за студентите, но би сакала да знам во овој период каде што ние цело време зборуваме за покачени цени, особено на базични прехранени продукти, како тоа влијае кај студентите, дали и дневната тема на студентите веќе се цените, горивото и така натаму? Па вака, зависно. Сега во грешка период го поставувате ова прашање дека колоквиумска е сега најглавна тема ни се колоквиумите. Да, извинете, дали сте учеле како најглавна тема? Но после тоа секако имаме, ние приметуваме дека имаме инфлација, зависно на некои производи се покачува, некои производи се намалува, но сепак доколку собереме една сума решение, можеме да кажеме дека всушност баш морам овде да го поврзам тој субвенциониран студентски оброк не е доволен со оглед на тоа дека не е накачена неговата бројка со оглед на накачувањето на цените во прехранбените индустрии, дали во продавници, дали во пекари, ресторани и така натаму. Значи, стипендиите што се добиваат или пак платите кои што студентите ги земаат поради тоа што мора да работат, особено part-time, како што ни кажа, не се доволни за да се постигне? Па не верувам дека не се доволни. Сега сметам дека подобро, полесно е да се студира кога не се работи, нели? Сепак има многу студенти кои што работат од своја волја, например на мојот факултет Финки, ние порано се вработуваме чисто заради тоа што таква не е индустријата, некои работат од своја волја, но тие кои што работат поради финансиски потреби, сметам дека треба да бидат повеќе потпомогнати и малку повеќе да се обрне покачувањето на финансиските потпомогнувања за баш таа социјална категорија, бидејќи другите за социјалната категорија сметам дека најмногу треба да се посветиме. Сега за другите категории не би се задржала толку многу, заради тоа што студенти како студенти најбитно е да можат да го уживаат својот студентски живот и да не мора да работат додека студираат поради финансиски причини, доколку тие сакаат да работат и доколку се воред студенти или пак доколку тоа е во склоп со правилата на факултетот, сепак тоа си е нивно право, но доколку треба да работат поради финансиски причини, малку треба да се поработи на тоа. Сме кај стипендиите, можеме ли да зборуваме за височината на овие стипендии, на оброкот или пак на социјалните стипендии?
Па вака социјалните стипендии како и сите други групи на стипендии, имаме ние повеќе групи на стипендии. Главните групи се за просек над 7,5, другата група е за просек над 8,5 и третата група е за просек над 9,01. Сега имаме и други групи на стипендии каде што се позиционирани на дефицитарните факултети, односно на факултетите каде што има помалку запишано студенти, а и воедно нивната професија е дефицитарна и навистина се потребни луѓе кои што ќе работат потоа на тие професии и на работите кои што се поврзани со нив. Сега овие стипендии сите освен тие што се дефицитарните професии изнесуваат околу 6150 денари, а другите се веќе поголеми, околу 3 пати повеќе, така да сметам дека не се мали стипендиите, дефинитивно. Имаме, но не се ни големи, сепак може да се работи и на тоа, но не сметам дека тоа е најважната точка моментално, заради тоа што сметам дека субвенционираниот студентски оброк е малку побитна тема за да почнеме да работиме на него. За стипендиите, другите стипендии кои што се нели 3 пати овие за дефицитарните факултети, веќе тие се навистина доволни за да се опстои еден студент. Оброкот? Оброкот моментално изнесува околу 140 денари. Дневно? Дневно, да. На месечно ниво се добиваат секој работен ден од понеделник до сабота, затоа што и сабота сме на факултет некогаш, освен за празници. Но ние целиме да го покачиме оброкот, како што кажав, бидејќи имаме инфлација, се покачени цените на производите, така да сметам дека паралелно со тоа треба да се покачи и субвенционираниот студентски оброк. Колку мислите дека дневно би било доволно за еден студент да може комотно да земе храна за секој ден? Дали тоа 140 денари се доволно? Не, за вака да беше мерката студентски оброк, тогаш тоа дефинитивно немаше да биде доволно, заради тоа што еден оброк зависно кој, но чини малку повеќе од 140 денари. Сега, поради тоа што мерката е субвенциониран студентски оброк, тоа е потпомогнување на тој дневен оброк, односно за таа цена ти можеш да добиеш нешто кое што плюс треба да додадеш нешто плюс од тебе со цел да имаш ти еден квалитетен оброк. Сега имаме различни приватни сектори кои што ни нудат различни производи и различни нели вредности зависно од цената, така да ние може да најдеме и некои производи кои што се во склоп на тој субвенциониран студентски оброк, но за да целиме да го покачиме студентскиот стандард, сепак треба да целиме и да се покачи тој субвенциониран студентски оброк. Колку би било нешто, не знам, вие ќе ни кажавте дека ќе дискутирате и ќе се трудите да го покачите, но индивидуално колку мислите дека дневно би требало еден студент минимално да добие? Па искрено сега не знам, не сум израчунала, можеби требаше вака да се консултирам со повеќе студенти, затоа што сепак јас не би сакала да кажувам од моје лично име, туку од името на сите студенти, така да можеби оваа тема би со точна бројка би ја кажале следен пат, но сепак сметам и целам кон тоа да се покачи студентскиот оброк. Кога зборуваме за студентскиот оброк, кој што е главен или пак еден од најглавните работи за студентите, пошто мора сите да јадеме. Исто така важни се кириите, јавниот превоз и сите тие други моменти каде што студентите мора да трошат, например, за да живеат сами, или пак јавен превоз ние имаме тука во Скопје, но не и во другите градови, или кога патуваат за другите градови. Вака, прво ќе се префрлам на темата за кириите. Сега во врска со кириите тоа спаѓа под приватен сектор и како што на еден работодавец не може да му се мешаме кој ќе го вработи или колкава ќе му биде платата на работникот, исто не можеме и на приватниот сектор, односно собственикот на тој станеве ќе кажам, да
му кажеме колкава кирија ќе даде. Тоа е веќе мешање во приватниот сектор. Ние можеме да се мешаме во делот каде што не е приватен сектор, односно државниот сектор, како што се студентските домови. Сега моментално по наша иницијатива ќе се во соработка нели со МОН се правеа студентските домови Стив и Кузман и со големо задоволство можам да кажам дека веќе од следна академска година и тие ќе бидат функционални, така да со повеќе места во самите студентски домови, подобри услови, значи и двата студентски домови искрено се направени супер, баш во модерен стил, каде што студентите на вистина ќе уживаат да ги развиваат нивните когнитивни вештини при учењето, секако овде и дружењето. Нели наша работа е да обезбедиме повеќе места во студентските домови, каде што нели тие имаат оброк како и нели место каде што може да престојуваат за доста помала цена отколку становите кои што самите ќе ги изнајмат, ќе платат кирија, ќе платат сметки, овде веќе го немаат и треба да мислат што да јадат, што да готват, кога да го готват, тоа овде го немаат тој проблем, се име покриено. Пораат се. Значи може да уживаат повеќе и да учат повеќе. И да се дружат повеќе во домот, како што се заедно сите студенти собрани на едно место. Искрено се живее во студентски дом е доста прекрасно искуство. Според мене, јас немам долго време живеено во дом, немам ни цела година, но мислам дека е едно прекрасно искуство каде што дава на студентот можност да се дружи, заедно да учи, да се развива карактерно, да запознава нови карактери и заедно со тоа да го запознава и својот карактер уште повеќе. Знам дека можеби кај нас тука не се многу така интересни студентските домови, ама надвор во другите држави студентите мислам дека уживаат кога одат во студентски дом, а можеби тоа е што досега не сме имале така многу убави модерни со многу работи внатре, така да можеби со овие два дома ќе се смени мислата. Вака јас неодамна бев во Виена, каде што остваривме соработка со едно универзитетско студентско собрание од Виена, при факултетот ТУ Вин. Не ми беше тоа зборот, зборот ми беше дека јас влегов и имав можност да влезам во два студентски дома во Виена и едниот искрено беше со буквално исти услови како во нашите студентски домови во Гоце, сакам да кажам, каде што имаме подобри услови, дури сега Кузман и Стив, поготово Кузман ќе има многу поубави студентски услови за живење, а другиот дом навистина беше на едно поголемо ниво, најверојатно Кузман ќе изгледа така. Така да во секој студентски град имаме различни можности, но сепак е битното дека ние се трудиме да ги реновираме и нашите иницијативи се слушаат овде. Многу сме горди тоа што студентскиот глас се слуша и имаме можност навистина да ги оствариме тие иницијативи каде што навистина конечно после толку години, освен нели Гоце кој што беше најпопуларен помеѓу студентите, ќе имаме уште два нови популарни дома, а исто така почнавме и предложивме иницијатива која што исто така ќе се спроведе за обновување на домовите Пелагонија и Сеник, така да по тоа реновирање веќе Македонија ќе биде нели остварена со комплетно нови домови насекаде. Значи веќе студентите нема да мора да плаќаат кирили, бидејќи навистина е приватен сектор, ама многу студенти морат да бидат под кирија, бидејќи нормално не може да купат стан и зголемувањето на кирии влијае директно и во нивниот буџет. Да. Па со повеќе места отворени во студентските домови, тоа и самото ќе се реши по себе тој проблем. Сметам дека би било супер. Така. Да зборуваме малку за превозот. Ние во Скопје имаме јавен превоз. На студентите им е бесплатно јавниот превоз, на студентите од државни универзитети, така да колку влијаат цените на можеби превозите кои се меѓу градови? Па меѓуградските превози доста влијаат врз буџетот на студентите, заради тоа што не е толку многу како кириите, заради тоа што тие си одат за викенд, и сега тоа се случува 4 пати месечно, но добро би било тоа да се субвенционира некако или
целосно да се покрие. Тоа е една од нашите иницијативи кои што ја спремаме. Сега во врска со меѓуградскиот превоз, ние сега моментално исто спремаме иницијатива за дигитализација, вака јас од Финки, па конечно нешто и дигитално да оствариме. Тоа е дека се трудиме да имплементираме во апликацијата на ЈСБ сите картички како што може да се купат за другите граѓани нели онлайн, така да може и студентската картичка нели за ЈСП да може да се обнови онлайн, да нема потреба да се чека ред во нивните простори. Значи, ова ќе биде дигитализација, нешто ново што ни треба нас тука во Северна Македонија, но плюс добро би било, како што кажавте, некоја иницијатива за субвенционирање на превозот. Да. Ако правите нешто секој ден треба да учите, и се особено во колоквиумски, така да кажете ми, има стрес, се чувствува стресот низ ходниците во универзитет? Па да, но и не, заради тоа што сме нели 2 години, прва, втора, трета, четврта. Мислам дека, барем и јас така кога бев втора година минатата година, по прва и втора година навистина бев постресирана, ми беше нели стресно како ќе поминам, што ќе биде, како ќе биде полагањето, но сметам дека веќе во трета, четврта година не е дека не се чувствува тој стрес кај некој дел од студентите го има, но сепак е помал заради тоа што повеќе сме навикнати, веќе знаеме како ќе биде, што ќе биде. И ги познавате професорите, веќе знаат кој како прашува и кој како... Па ние на Финки немаме многу контакт со професорите, повеќе си го пишуваме кога да решаваме задачата, заради тоа што сме многу студенти и поретко испрашуваат усно така, веќе ајно кај нас функционира многу време. Јас никогаш не сум отишла од кога студирам на факултет со индекс да ви стават оценка, туку всушност дигитализирано функционираме. Сега тоа за некое време ќе го имплементираме со новиот индекс и на целиот УКИМ, така да не е баш дека сме навикнати на професорите, но сме навикнати на начинот на полагање, каде може би изгрешиле, што се грешките, за брзање да не се брза, со трема дека потешко се решава, полесно се решава кога сме попуштени и така натаму. Ми спомна индексите, јас не сум студирала во државен универзитет и не го знам чувството да одиш да чекаш за еден подпис во индексот, да ти пишуваат оценка во индексот и не сум го чувствувала тој викам малку постар систем кој што за жал се уште го има не само у УКИМ и во другите универзитети. Што кажува тоа за нас како општество? Ние тек сега почнуваме да се дигитализираме. Па добро, сега на Финки тоа веќе си функционира, не знам, повеќе од 6-7 години. А во другите факултети? На другите факултети ве сега за еден месец ќе почне да функционира, така да мислам дека малку сме побавни за на другите факултети, но еве конечно сме дали иницијатива и ќе го довршиме тоа дигитализирање на целиот универзитет, каде што сите студенти, ние се смееме така помеѓу факултетите, привилегираните од Финки нема да видиме само непривилегирани, сите факултети ќе бидат привилегирани да имаат дигитализиран систем. Нешто што многу често се слуша и верувам дека и вие како студентите тоа слушате, дека овие генерации на студенти не се као порано, не учат многу се по телефони, по технологија и така натаму. Колку е тоа вистина? Или пак дали на вистина генерациите ние се менуваме и сега бараме друг начин, можеби на предавања, начин на учење, не како порано? Каде е вистината? Тоа е зависно од студент до студент. Кој колку ќе се посвети, тој толку ќе научи и потоа тој толку ќе може да го инвестира своето знаење, без разлика дали тоа е во наука или пак во приватниот сектор, односно индустријата. Сега дефинитивно не можам да се сложам дека овие генерации се понови и не им се учи, заради тоа што јас познавам многу колеги од различни факултети кои што се преквалитетни и ќе излезат од факултетите како преквалитетен кадар кој што навистина ќе биде супер за економијата и развивањето на истата, но нели познаваме и по-опуштени колеги кои што нели не се брзаат да го завршат факултетот, но тоа е сосем окей. Тие кои што
се посветени повеќе на факултетот, ќе завршат побрзо. Тие кои што се поопуштени, можеби работат нешто друго во меѓувреме, па се развиваат на таа страна. Мислам дека е променето тоа што веќе интердисциплинарноста преовладува, така да на факултет не можеме баш да ги научиме сите кратенки, ако можам да се изразам така, за до успешен живот, успешна работа, успешна кариера. Мора малку да сме попроширени, со проширени гледишта, со малку повеќе хобија, интереси, чисто за да може полесно, побрзо да успееме во кариерата, во бизнисот, во науката, што и да сакаме. Дали вие баш сте во Квинки и работите на дигитализација, технологија и вештачка интелигенција се е најново, но дали мислите дека навистина имаме потреба да се трансформира можеби начинот како ние ги држиме предавањата или пак како испитуваме? Не знам, во светот има многу нови можности кои што ние можеби по слаб чекор доаѓаме до нив. Па вака, има науким, сега можам точно да кажам баш за УКИМ, имам доста кул факултети помеѓу студентите. Кои се тие најкул факултети, освен Финки? Па ФЕИТ, машински, во глобала економски факултет е доста, еве правен факултет. Значи имаме доста развиени факултети, мислам и другите, сега не дека се само тие, доста факултети кои што се развиени и навистина имаат кадар кој што се труди не само нели да го објасни тој теоретски дел, туку се труди и да им најде пракси и практично да им покаже на студентите зошто и како тие би се вмешале во тој сектор, во некој оддел од тој сектор. Значи, мислам дека доста се работи на студентите. Исто во соработка со УСС многу факултети соработуваат чисто да се најдат студентски пракси или парт-тајм работи, заради тоа што на некои факултети дури е и пожелно во трета и четврта година се работи парт-тајм, чисто за да се усовршуваме, бидејќи ние на факултет, на било кој факултет, не само во земјава, туку и во Европа и во Америка, ние најголемиот дел од нашето знаење кое што ќе стекнеме ќе биде теоретско. Праксата е до нас. Праксата треба да не се овозможи, треба многу повеќе да се инвестира во пракси и можности за студентите тие да го применат своето знаење, но во глобала насекаде факултетите го даваат теоретското знаење. Интердисциплинарните активности, другите активности што се надвор од факултетот, праксите или пак некои активистички работи како што е работата во студентските собранија, е баш тие работи те спремаат тебе за кариера и за да бидеш успешен во таа кариера. Така да можеби ни треба малку повеќе да вложиме на пракса. Да, ние баш можам со задоволство да кажам дека од Универзитетското студентско собрание на 18 и 19 април ќе правиме хакатон за веб платформа Linker. Linker ќе представува веб платформа која што ќе служи за чисто само за студентски пракси и вработување, каде што студентите ќе можат да да ја изберат својата струка и според нивната струка ќе им се појават огласи на кои што можат да аплицираат без разлика дали тоа се студентски работи или пак пракси. И мислам дека тоа откога ќе ја лансираме таа платформа, секако треба после хакатонот да се доработи на техничкиот дел. Повеќето сме од Финки во УСС моментално во овој состав, така да со задоволство можам да кажам дека успешно тоа ќе го направиме и ќе лансираме платформата најдоцна пред почетокот на новата академска година, ако не и порано. И со тоа мислам дека ќе направиме еден голем чекор каде што ќе им помогнеме на сите студенти да можат да си најдат студентска пракса и работа, заради тоа што на многу од факултетите студентската пракса и работа е задолжителна. Сега од друга страна, веб платформата, зашто веб платформа, за да соработуваме нели со тие партнери кои што ќе бидат работодавци на нашите студенти, ние мора да понудиме едно професионално решение кое што нуди различни features, карактеристики, така да мислам дека тоа би било еден голем чекор каде што
и приватниот сектор би бил задоволен каде што ќе најде една нова маса на млади луѓе кои што ќе им помогнат, а и студентите би биле задоволни заради тоа што ќе најдат полесно пракса и работа. Особено во ова време каде сите приватни бизниси се жалат за вработени дека нема, така да ќе биде една добра опција да се спојат и двете групи. Ја спомнав пред малку вештачката интелигенција, нешто најново. Многу сакам да знам од ваша перспектива како студент на КФИ како гледате вештачката интелигенција, иако многу наставници, особено од основните и средните, се жалат дека децата веќе сами не ги прават домашните и цело време само потребуваат вештачка интелигенција. Па видете, тоа во целиот свет се жалат за тој проблем и не мислам дека овде проблемот е од децата. Мислам дека проблемот е во системот на образованието кој што е направено затоа што е премногу фокусирано на оцените, а не всушност да се фокусираме на знаењето. Мислам дека доколку педагошки се поработи на тоа да им се укаже на малите ученици, деца кои што првпат влегле во една образовна установа дека тие се таму за да научат и да се развиваат себе си како карактери и потоа да успеат во нивната на кариера од соништата, морат прво да научат, не треба да имаат петка, треба да научат и да знаат. И мислам дека таму е главниот проблем. Сега за вештачката интелигенција, мислам дека ова е едно од алатка, ќе ја наречам, од најдобрите алатки во човештвото кој што се случила, заради тоа што, како што, не знам, сме имале ние многу алатки кои што биле премногу интересни, премногу нови за човештвото во различни периоди од постоењето на истото. Пример, тркалото, огнот, тоа целото се алатки. Сега и машините биле еден вид на индустрија која што ги заплашувала луѓето, но сепак сега ни служат како алатка и многу полесно може да ги развиваме сите индустрии и бизнис сектори со помош на тие машини. И сега истото важи и со вештачката интелигенција, таа многу полесно ќе ни помогне да доразвиеме некои решенија, но сепак интелигенцијата како самата интелигенција како човековата, поготово креативноста и тој осет да се разберат некои работи од емотивен пристап, нема да ги има никогаш вештачката интелигенција. Не може да ги тренираме моделите колку што сакаме, но емоциите не се тренираат и креативноста не се тренира. Така да се плашиме не треба, ама треба да учиме за да знаеме, не за оценки, а ова кај нас треба да се направи некој голем шифт на менталитетот. Ангела, благодарам многу за твоето време денеска и се надевам дека следен пат веќе ќе имаме све средено со студентите. Ви благодарам и на вас, поканата ми беше мило. Нектум видиме дека емисион Партите не сотме, унило таким несер на потниот енорар, минјот тем театр. Миру павшим.